Здраво, следите онлайн предавање по предметот биологија за 4-та година гимназиско и средностручно образование. По оваа видеолекција ќе зборуваме за структурата на прокариотската клетка. Најлесно и најприфатливо за вас ќе биде да ја објасниме структурата на прокариотската клетка со опишување и потенцирање карактеристики кај така наречените прокариотски организми. Тоа е една посебна категорија организми кои што се едноклеточни и нивната клетка е изградена токму вака и е во класата прокариотски клетки. На сликата гледате бактерија, значи бактериите спаѓаат во оваа категорија на организми. Треба да ја знаеме градбата на прокариотската клетка, ќе знаеме да наброиме неколку представници од групите на прокариотски организми, да кажеме некои нивни карактеристики и на тој начин да ги потенцираме карактеристиките на прокариотската клетка воопшто. Ќе зборуваме за бактериограм и антибиограм, нешто накратко, сакам да ви ги објаснам овие поими и процеси и на крај ќе зборнеме нешто за тоа како бактериите наоѓаат примена по секојдневието во насока или на бенефит на човекот. Најпрво сакам да се запознаеме со така наречените прокариотски организми. Станува збор за царство Монера, организми кои што се еволутивно најстари и најбројни на нашата планета. Тоа се секогаш едноклеточни организми, по број на видови се малку, но по број на единки се најмногу. Буквално ги има секаде, ама секаде на оваа наша планета. Тие се со димензии во микрометри, за разлика од вирусите кои што беа во нанометри, овие се во микрометри. Можеме да ги најдеме во едноклеточна форма или во колонии. Кај нивната клетка се разликува централен дел или прокарион и нешто периферно поставена цитоплазма. Немаат органели, а биохимиските процеси на клетката се вршат во структури од мембрана, нешто налик на мембрана внатрешна, како набори мембрански, наречени мезозоми и ламели. Тоа се структури кои што ќе ги вршат сите животни функции на овие организми, односно клетки немаат јадро, а наследниот материјал им е представен од гола молекула ДНК, која што е кружно поставена во клетката. Имаат структури кои што се специфични и се нарекуваат плазмиди и епизоми. Станува збор за парчиња ДНК, кои што може да влезат во големата ДНК молекула на организмот, но можат и да излезат од неа. Имаат и клеточен зид. Немојте да го поврзете овој клеточен зид со клеточниот зид кај растителните клетки. Станува збор за слична структура, нели сложен шеќер, но не е целулоза, значи не е класичен клеточен зид како кај клетките од растенијата, висшите растенија. И некои од нив, повеќето од нив, имаат трепки камшичиња со кои што можат активно да се движат во средината. На следниот слайд ќе погледнеме една груба систематска поделба, нели сакам да имате представа за организмите кои што се нели со прокариотска градба. Архебактерија има еден прашалник, тоа е дилема за вас, сакам да истражите и да пронајдете податоци за архебактерии, нели кои се овие организми, каде живеат, какви се, зошто се нарекуваат пионери на животот и т.н. Оставам на вас. Бактерии, тоа се организми кои што се насекаде околу нас, значи ги има и на нашето тело, и во нашето тело како симбионти во дебелото црево, насекаде околу нас во животната средина. Хетеротрофни организми, некои се патогени, за среќа мал број, но ги има патогени, тоа значи може да предизвика заболување кај луѓето, може да предизвика заболување кај други организми, нели, но зборуваме за човекот, симбионти веќе спомна во дебелото црево кај нас и на други места во природата, и има една форма од бактериите, една група на бактерии кои што имаат стапчеста форма и се нарекуваат бацили. Тие се специфични по тоа што може да направат спора. Спората, замислете го како капсула, топче во кое што се крие бактеријата при неповолни услови, може така да преживее, нели, до следните поволни услови за живот. Модрозелени алги пак се спротивност една на архебактерии на бактерија, бидејќи се
автотрофни организми, имаат хлорофил и можат да прават фотосинтеза. Што е специфично за нив? Тие се најголемиот производител на кислород на нашата планета, негде 75% може би и повеќе од кислородот во атмосферата отпаѓа или е производ на овие модрозелени алги. Иако носат име алги, станува збор значи за едноклеточни организми, прокариоти. Ова се виновниците за кислородот во атмосферата воопшто. Замислете на ваква ситуација, планетата настанува, има атмосфера, но нема кислород првично, се појавуваат овие организми, почнува фотосинтезата и се збогатува воздухот со кислород, на тој начин се отвараат вратите и за еволуционите низи понатаму. Што сакам следно да ви објаснам? Градбата на прокариотската клетка. Станува збор за, на сликава е представена бактерија една, многу простена слика, чисто да ги видиме само составните делови, тоа би било доволно. Бактеријата е семена како модел. Капсула. Некои од организмите може да имаат творба наречена капсула за заштита. Под капсулата е клеточниот зид, под клеточниот зид клеточната мембрана која што обвива клетката. Клеточната мембрана е фактички и делот кој што регулира што влегува, односно што излегува од клетката, односно од телото на прокариотскиот организам. Внатре има цитоплазма, во цитоплазмата има рибозоми. Рибозомите се органели кои што прават протеини. Што е специфично за нив? Кај прокариотите имаат седиментациона вредност 70. Сватете го тоа како некоја бројка која што покажува истоложување во единица време. 70. Кај нас, во нашите клетки, седиментационата вредност е 80, значи нешто поголеми рибозоми. Чисто за споредба, во митохондриите пак е негде околу 40, 30, 40, 50, не ме фаќајте за спор, седиментациона вредност. Еве го плазмидот, рековме парче ДНК која што може да влезе и да излезе од големата молекула на ДНК на организмот. И еве ДНК на оваа бактерија, вели кружна. Немојте да очекувате класичен круг. Најчесто е тоа, така згужвано и сплеткано, да станува збор за долга молекула која што треба некако да е собера анатомски во телото на бактеријата или на организмот кој што го наблюдуваме. Надворешно може да имаат пили, третки камшичиња со кои што се движат, се прикачуваат и така натаму во околината. Тоа би била една општа градба на прокариотска клетка. Сега сакам да расчистиме со термините бактериограм и антибиограм. Се изнагледавме на телевизија како се земаат брисеви. Во овој нашиот случај сега, бидејќи ни влада епидемија на коронавирус или COVID-19, се земаат брисови за да се открие присуство на вирус. Исти така, сличен е, да не биде исто, да речеме сличен начин на земање на брис се зема од грло и однос за откривање на можна бактериска инфекција. Тоа може би некој од вас го имал во животот, најверојатно и ќе се сретне понатаму со ваква процедура, често користена постапка при дијагностицирање на инфекции во грлото или носот. И сега јас ќе ви објаснам од моментот, кога стигнува таа епруветка, се зема, се гребнува од грлото со памукчето, се затвара епруветката и веќе не знаеме што се случува. Сега зборувам од моментот кога веќе е стигната во биохемиска лабораторија, односно микробиолошка лабораторија, и од тука почнува целиот процес на анализа. Еве вака изгледа една работна маса, има некои петриеви садови, вие стаклените мирчиња се петриеви садови, тоа розевото внатре е хранителна подлога. Сватете го како желе со шеќер, кое што бактериите многу го сакаат, се хранат од него и брзо се размножуваат. Тоа е хранителна подлога. Што прави микробиологот? Микробиологот со тоа шпатулче или памукче со кое што е гребнато грлото, прави цикцаковидни движења по хранителната подлога. Првично нема ништо, значи уште си е црвено, само вака гребнатинги се гледаат. Се ставаат во инкубатор на температура од 37 степени, овие петриеви садови со хранителната подлога. Зошто 37?
Па таа е нашата телесна температура. И ако бактеријата ме нападнала мене како човек со 37 степени температура, најверојатно и таа ќе биде идеална температура за живот. Па ја ставаме на таа температура, нели, за да побрзо да се развие, односно да се размножат, да направат видливи со гол око колонии. После неколку дена, еве ги петриевите садови како изгледаат. Овие точкастиве структури што ги гледаме низ петриевиот сад се колонии на бактерии. Толку многу се намножили и нараснале што можеме да ги видиме како полудискови со голо око. Микробиолозите можат на основа на тоа како изгледа колонијата за одредено време да кажат за која бактерија станува збор. Тие се најразлични колонии, порам за колониите, може да имаат бела, жолта, црвена, златна боја, да има сјајна површина, нарабена површина, мазни рабови, различни големини и така натаму. Многу лесно ги детерминираат и кажуваат за каква бактерија станува збор. И даваат список со бактерија која што ја има нели, во грлото на тој што му е земено бриз. Тој список, тој резултат се вика бактериограм. И сега што правиме со бактериограмот? Треба да откриеме кој антибиотик одговара, односно може да ги убие бактериите од тој тип во грлото на пациентот од кој што е земено бриз. Се прави антибиограм. Антибиограмот, дечки, е следнава постапка. Имаме петриев сад по кој што има многу колонии од бактеријата која што има во грлото на тој пациент. Се ставаат антибиотици на неколку различни места. Еве легенда, ова го измислив, чисто да видиме како изгледа. Антибиотици различни на различни места и се чека одредено време повторно во инкубатор да видиме што ќе се случи. После некое време гледаме дека околу синиот антибиотик, кој што е пеницилин, има огромна зона зелена, не е зелена, него јас сум ставил зелена за да имаме представа за што станува збор, огромна зона на чиста површина, ги нема бактериите, збришани се е тоа уништено, чисто околу антибиотикот. Тоа е знак дека нешто ги убило бактериите, а ги убил антибиотикот. Таков круг има кај повеќето антибиотици и опet еден антибиотик кој што нема никаква реакција. И сега логично. Кој од овие антибиотици мене докторот ќе ми ги препише како лекар? Сигурно нема да ми препише доксициклин, бидејќи тој не реагира со оваа бактерија. Само ќе се трујам, а бактеријата ќе се множи во моето грло. Ќе ми препише пеницилин, бидејќи има најдобра реакција, но ако сум алергичен, ќе ми препише нешто друго. И така натаму. Значи, оваа постапка односно овој резултат кој антибиотик одговара се вика антибиограм. Значи, се надам дека ви ги објаснив овие термини, ќе можете да ги употребувате нели понатаму во вашата професија и живот. Сега резистентност, нешто што многу не измачува. Бактериите стануваат резистентни на антибиотици. Со антибиотици се лекуваат бактерии, бактериски инфекции се убиваат бактерии, а вирусните инфекции, вирусите не може да се лекуваат со антибиотици. Но ние знаеме да пиеме антибиотици кога носот ни тече, кога грлото не грепка, а не мора да значи дека е бактериска инфекција. И еве што се случува. Еве една бактериска инфекција. Ставаме антибиотик, односно пиеме антибиотик за да ја уништиме нели таа бактерија и да се излекуваме. Една од бактериите, условно кажано, мутира, бидејќи станува збор за една молекула ДНК, лесно мутира и станува отпорна на антибиотикот. Сите бактерии други се уништени, но таа мутираната си е сосема во ред. Веќе во следната етапа или во понатаму во времето, таа мутирана пак се намножува и повторно прави инфекција. Но сега дадениот антибиотик, дечки, не може да ја убие. Едноставно, оваа бактерија станува имуна на тој антибиотик и ние имаме резистентна бактерија за тој антибиотик. Многу опасна појава која што може да не чини во иднина многу животи ако не внимаваме со антибиотиците. Тешко се стигнува до антибиотик, а лесно се стигнува до резистентни бактерии во природата. За вас да истражите МРСА или метицилин резистентна стафилококус ауреус, истражете супербактерија се вика. Истражете каква е оваа бактерија, какви инфекции предизвикува и зошто се вика супербактерија. Ето една задача за вас. И на крај уште да видиме за значењето на прокариотите воопшто на прокариотската клетка. Кислород и храна, кислород веќе кажав, модрозелените алги, нели 75%, храна. Се претпоставува дека ќе бидат добар извор на храна модрозелените алги,
Чисто за пример, спирулина, сте слушнале сите, спаѓа во модрозелени алги, извор на протеини, шеќери, масти, растителни липиди, нели витамини и слично. Редуценти. Бактериите се редуценти, ги чистат мртвите тела од организмите, органската материја ја минерализираат, ја враќаат во минерална состојба и повторно тие минерали се вклучуваат во циклусите на планетата. Симбионти, веќе кажа, во нашето дебело црево произведуваат витамини, овозможуваат вржување и реабсорбција на железото и слично. Легуминозите ги имаат бактериите за фиксација на азот од атмосферата, како симбионти. Основен материјал за истражување работа во биотехнологијата, односно генетскиот инженеринг. За ова ќе истражите и на тој начин ќе ги добиете двата одговори, како се користат во биоинженеринг и како се добиваат лекови, Escherichia coli. Истражете како Escherichia coli се користи за добивање на инсулин, значи со генетски инженеринг е поврзано. Ова ќе ви биде уште една задача за истражување на интернет. И на крај, една наједноставна задача, најдете ги формите на овие видови бактерии. Дадени ви се називите на бактериите, вие најдете ја формата и најдобро е да нацртате за така најлесно и да ја запомните. Се надевам дека ви ги доловив прокариотските клетки, па и организмите со ваква градба. Ви благодарам за вниманието и ви повикувам да ги следите следните две видеа кои што се наменети за еукариотската клетка. Поздрав!